Топ тема, добро вечер. Нов колективен договор во културата за појасни правила или за да се избегнат обврските од постојниот. Која е целта на власта, а што бараат вработените во културата и синдикатите? Зошто Министерството за култура игнорира судски пресуди за погрешно пресметани плати? И конечно, по сето ова, имаме ли држава над законите и обид? По втор пат или по кој знае кој пат кога е во прашање колективниот договор во културата, обиди да се поништат колективните договори. Па да имаме министерства феудалци, а вработени според таа логика закрепостени села. Така беше тогаш. Добре дојдовте во топ тема. Вечерва мои гости се Вера Атанасовска, председателка на Синдикатот на културата на Република Македонија. Добро вечер. Добре дојдовте. И Јаким Неделков, председател на СОМК. Добро вечер и за вас. Многу се аспекти се насобра во овој период околу оваа проблематика, но за почеток еве последната порака од ДНС-ка на премиерот, како треба да се дели државниот буџет или според него кој што може да се земе од шведската маса. Прво сакам да знае јавноста, ги слушав и ги гледав, дека на владина седница на 31 декември, годината кога е поминат тој колективен договор, е поминат без позитивна согласност од Министерството за финанси. Треба тоа да го знае јавноста и културните работници, дека се манипулирани од мала група на гласни луѓе, кои што се таму во првите редови. Второ, секоја година, откако е оваа влада, и со тој ребаланс од 24-та, но и со буџетот за 26-та година, буџетот за културата се зголемува. Но знаете што? Не се зголемува за програми толку многу и за капитални инвестиции, туку за нивните плати. И сега се доведуваме во ситуација да правник во културна институција во град, некој низ државата, има двојно поголема плата од правник во Министерството за култура. Ете тоа, оваа мала група на луѓе, вчера ги гледам прилично вулгарни и агресивни, прават. Значи, мора да сме свесни дека за да еден колективен договор биде апликативен и применлив, мора да има позитивно мислење на Министерството за финанси. Овој колективен договор нема негативно мислење, дури и претходната влада, министерката тогашна, мислам дека е Нина Ангелеска, има дајано негативно мислење за овој колективен договор, дека средства во буџетот не се обезбедени. Сега, ја не сум правник, но има Уставен суд. И мене, можеби, некогаш не ми се допаѓаат одлуките на Уставниот суд. Но Уставниот суд е конечна инстанца. Тие не се коментираат, се применуваат. Јас на вистина не можам да разберам како е возможно поедини структури во општеството да ја гледаат состојбата како шведска маса. Ова ми се допаѓа, а ова не ми се допаѓа. Тоа што ми се допаѓа ќе го премолчам, тоа што не ми се допаѓа ќе го критикувам. Не може. Тоа така не иде. Или ќе важи за сите истото правило, или нема да важи. Замислете вие, во сите институции, ако тргнеме ние со колективни договори да си подпишуваме без позитивно мислење на Министерство за финанси, дека се обезбедени средства, што ќе се случи? Еве, кажете ми, дали некој има чувство кон оваа држава? Еве и кон културата. Кон културата. Никој не го крати буџетот. Но дојди во програми, дојди во филмови, дојди во театарски представи, да се реновираат културни институции. Никој нема да го скрати. Тие се парите. Ајте за тоа да зборуваме. Зошто да не зборуваме дека имаме вработени во одредени театри кои што не играат представа цела година? Ево, зошто тоа не го зборуваме? Ајде за тоа да зборуваме. Некои работи мора да ги доведеме во ред, ако сакаме да имаме држава. Ако сакаме да си играме држава, еве тоа е начин. Атанасовска, ова е пораката на премиерот, бидејќи вие бевте на протестот вчера, вашиот синдикат го организирате. Еве, зошто манипулирате со луѓето, зошто сте вулгарни и зошто немате чувство за државност, туку државата ја третирате како, односно буџетот како шведска маса? Па вака, не знам, прво јас ова изјава на премиерот
би ја земала вака дека најпрво од се лошо е брифиран за многу работи што се случуваат во културата, посебно за колективниот договор и неговото потпишување. А второ, културните работници го изразија својот револт на вчерашниот протест, затоа што се доведени во прашање сите нивни загарантирани работнички права. А кога на еден работник ќе му бидат на некој начин ускратени, мислам обид ќе се направи да му бидат ускратени работничките права, посебно нели платата, тогаш ние како културни работници и уметници можеби начинот на кој што го изразуваме нашиот револт е со повеќе емоција. Затоа што сме сепак уметници, па можда така и моделува на премиерот дека сме биле вулгарни и агресивни, меѓутоа нема ништо вулгарно и агресивно во тоа да си ги бараш... Повулгарно и понесоодветно од неговиот коментар денеска нема, особено што доаѓа од извршна власт која што треба да го поттикнува колективното договарање, наместо да се обидува да го уништи, меѓутоа тоа е веројатно прашање на политички вкус и сенс, што во одредена ситуација може или смее да се каже. Брањење на своји работнички права да се третира како нешто вулгарно. Значи, уметниците вчера само го искажа својот револт, а тоа е што нели Уставниот суд ја поведе постапката за уставноста и законитоста на колективниот договор за култура. А што се однесува до нели немањето согласност од финансии, прво седницата на Уставен суд беше јавна. И ние можевме точно да слушнеме, значи судиката известител, како се осврна на формалните причини, значи формалните причини за подпишување на колективниот договор. И мислам убаво кажа дека тие нели по судски налог, значи прибавиле докази и од Министерството за финансии и нели од согласноста од владата за подпишување на тој колективен договор и регистрацијата во Министерството за труд и социјална политика тогашна, и дека воопшто ништо во таа процедура не било прекршено. Значи уставност и законитоста на колективниот договор се третира во некои други членови, а не во согласност од Министерството за финансии. Неделков, како вие гледате на ова не е прв обид, практично од подпишувањето на овој колективен договор 2019-та стапува на сила, мислам, во јануари 2020-та. Во јуни требаше да стапи во јуни 2020-та, меѓутоа стапи на сила некаде во септември, крајот на септември, платата ни каснаше тогаш скоро 3 месеци. Затоа што од тогаш до сега практично секогаш кога доаѓа оној период за усогласување на платите во областа на културата, има тензии постојано, и она што е различно од влада до влада или од министер до министер, а се смениле неколку од донесувањето на законот, е можеби само интензитетот и степенот до каде што оди таа ескалација. Намерите, без оглед како се кажани, дали во стил како што настапи денеска премиерот, или на некаков друг начин, или со инцидентно воведување на, како беше, реоценка во еден период, реаудиција од одредени министри. Тие обиди, овој колективен договор кој што се смета за еден од најдобрите, да биде сотрен на некој начин, не запира. Кој е вашиот коментар? Бидејќи сте биле во ситуација на бранење, подпишување на многу колективни договори, за многу што договори, што анекси, во обид да извлечете нешто подобро за вработените и што се вели и сте попуштале, меѓутоа очигледно е дека ова е еден пакет кој што сите сакаат да го сменат од корен. Впрочем, и јас сум еден од двајцата подписници на овој колективен договор и сметам дека со полно право имам да коментирам во однос на колективниот договор, на содржината на колективниот договор, па и воопшто за колективното договарање, преговарање, затоа што, како што споменавте, имам доста искуство во однос на подпишување на колективни анекси и така натака. И
се согласувам со вас дека во изминатиот период од 2020 година до денеска многу пати сме се нашли во ситуација да го браниме колективниот договор за култура, особено во периодот кога се зголемува минималната плата и усогласувањето. Овој колективен договор има една добра одредба или одлична одредба, каде што основната пресметковна компонента е минималната плата, која што се множи со соодветен коефициент по работно место, и сега тоа е сламка на сопнување во изминатиот период, затоа што инфлацијата беше многу висока, минималната плата многу брзо растеше и така натака, и еден галопирачки, би рекол, период на растење на минималната плата и на платите во дејноста култура во однос на другите плати во јавниот сектор. Тоа е еден вообичаен принцип на секаде. Па за жал не е така, да беше така си дека ќе бевме среќни и задоволни да имавме оваа методологија на пресметка на плати. За жал многу малку во јавниот сектор имаат оваа методологија, или за жал би рекол 90% од јавниот сектор има една фамозна методологија која што претходната власт ја воведе во закона, тоа е минимална плата плюс бодови по работно место, кое што предвидува линеарно зголемување на платите, што апсолутно во светот не постои таква методологија и што е апсолутно штетна за работниците, што значи дека сега ако минималната плата во културата се зголеми за некаде 6,8%, во јавниот сектор дупло помалку е зголемување, односно усогласување на платите. Тоа значи дека лоши се другите методологии за пресметка на плата, а не е лоша методологијата на пресметка на плати во дејноста култура. Впрочем, и некои други синдикати, па и некои други сектори буџетски корисници имаат слични или дури подобри методологии на пресметка на плата, па не се дига толку прашина, колку што се дига прашина за колективниот договор во дејноста култура. Од тука, навистина, сметам дека овој модел, без разлика колку тоа звучи големи права, големи плати, така натака во дејноста култура, сепак не е баш така, и ова треба да ни биде пример на сите нас синдикати од различните дејности, оваа методологија да биде применлива секаде, па на крајот на криштата и во делот на избрани и именувани функционери, каде што основицата е просечна плата. Сега проблемот Атанасовска има два дела. Ајде да го прокоментираме првиот дел околу Уставниот суд, бидејќи да, право е на Уставниот суд да покренува иницијативи, право е ваше да протестирате против тоа, иако има некои нели велат не треба да се врши притисок врз судот. Меѓутоа, кога станува збор за колективниот договор, има една специфична ситуација што судот има донесено две одлуки. Едната одлука с која што се однесува директно на практично истите членови кои што будат очека и сите власти. Втората одлука е, мислам, оспорување на правилник од поранешната влада со кој што се обидоа на некој начин да го озаконат она за што ќе разговараме подоцна, а тоа е фамозното мислење од Министерството за финансии, на кој што сите се повикуваат, меѓутоа кој што правно гледано е навистина на стаклени носа. Па вака, овој колективен договор за култура е оспоруван во 2021 година и 2024 година, и тогаш два пати Уставниот суд ги има отфрлено иницијативите, и тоа точно во членот 66. Значи, членот 66 кој што се однесува на коефициентите за плата на уметниците. И тогаш два пати Уставниот суд се има произнесено дека нели колективниот договор е согласно закон и согласно устав, и дека тие коефициенти се нели работа на колективно договарање меѓу две страни. Најчудното е сега што во известувањето нели на Уставниот суд денеска во 2026 година, и покрај тоа што не е променето ништо од тогаш, нити законите, нити колективниот договор,
За истиот член 66 се произнесува дека сега коефициентите не биле утврдени со Законот за култура. И го спори членот 78Л, нели, од Законот за култура, каде што кажува таму дека таму немало прецизирано на кој начин и во која рамка требало да се движат коефициентите на вработените во културата. Да бидеме прецизни заради уставните судии и нивните можни реакции, станува збор за став на судијата и известител кој што со самото гласање и поддршката на иницијативата ние го коментираме тоа што беше кажано јавно и тоа што беше изнесено, нели, на официјалната страна на Уставниот суд. Сега точно е дека одлуките на уставните суди не се коментираат, нели, како што рече и премиерот, нели, тие се спроведуваат. Треба и да видиме каква ќе биде. Да, ние до сега мислам ова е повтеглување на иницијатива. Ние не знаеме каква ќе биде нивната одлука, меѓутоа како засегната страна сигурно дека имаме право, нели, да се браниме, да доставуваме своји документи и аргументи, како, нели, и во сето тоа спаѓаат и овие контрадикторности кои што се случиле и 2021 и 2020. Бидејќи и владата веројатно ќе ги каже своите ставови, како вие ќе ги браните, што според вас е најспорно? Висината на коефициентите или оној процент на усогласување што треба да го има, бидејќи постојано условно кавгата е секогаш околу процентот, па тука има различни математики како тој процент да се скрати кога ќе дојде. Па вака не, значи проблемот со колективниот договор е, нели, кога расте минималната плата, па, нели, тука со обезбедените финансиски средства. Меѓутоа, ако мислите на процентот на зголемување што, нели, лани го покренавме со тужби, тоа беше одредба од општиот колективен договор. Не беше, за тие 10%, тоа не беше од колективниот договор за култура. А сега се оспоруваат со Уставниот суд коефициентите за пресметка на платите во културата. Така да, нели, кажав и поврзано со Законот за култура, каде што нема одредена рамка во која да се движат, меѓутоа тоа е спротивно на колективното договарање и меѓународните конвенции, кои што јасно кажуваат дека, нели, права од работен однос и висина на коефициент или начин на пресметка на плата може да се договори и да се уреди со колективен договор. Значи не се доуредува како во закон, него може да се уреди и со закон и со колективен договор. Така да нас тука ни е чудна малце контрадикторноста на Уставниот суд. Нели ќе видиме понатака како ќе се одвива процесот. Потоа беа, нели, беше успорен еден друг член, нели, околу платеното отсуство, нели, за стручно усовршување во странство. Меѓутоа, од страна на Уставниот судија што излагаше, не беа изнесени некои основни работи, дека тоа платено отсуство се добива само доколку институцијата има потреба, значи, од таков кадар, и е со одлука на управен одбор, и по завршувањето на тие студии, значи, вработениот е должен да работи во институцијата онолку колку што бил отсутен на тие студии. Значи, тоа некако беше прекјутено во јавноста. Построга одредба од, например, Закон за стипендии на студенти на најдобри универзитети, за кои што никој потоа не предвидел обврска да се вратат и да работат дом. Неделков, како вие го коментирате сето ова со оглед на фактот што не, колку правници, толку мислења, меѓутоа едно е факт, станува збор за безмалку уставна категорија. Платите се определуваат со закони, со колективни договори, исто така и за останатите. Од друга страна, постои веќе одредба на Уставниот суд во која што изричито е тоа наведено, дека да, тоа навлегува во делот на колективните договори, така се договориле две страни, тоа е логиката, тоа е суштината и ние тука нема што да оценуваме. Што сега се случува според вас? Малку е чудна сета оваа ситуација. Дори тоа што имаше такви коментари од дел од уставните суди, толку што можевме да ги слушнеме, го оправдува довербата на граѓаните од 2% доверба. Да се кажуваат некои работи кои што навистина убеден сум дека некој студент на правен факултет веројатно ќе
ќе ги знае, а овдека уставни суди не дека не ги знаат, меѓутоа некои работи ги толкуваат така како што веројатно само нив им одговара. Впрочем, сите буквално во синдикатите сметаме дека Уставниот суд нема надлежности да оценува уставност во делот на плати, токму тоа што и колешката го говореше пред малку. Впрочем, многу е јасно и во Уставот, во еден од членовите кажано дека платите се регулираат согласно Устав и закон, колективен договор и договор за вработување. Тука нема ништо спорно. Дополнително има и, не знам, некои поинакви толкувања во различни институции, исто работно место, дека би се вреднувало различно. Тоа беше едно образложение од еден уставен судија, што апсолутно не е точно. И тука би кажал дека уставниот судија, предпоставувам дека ги измешал видовите на колективни договори, инаку ова е грански или посебен колективен договор кој што важи за сите установи од културата. Да, ма и за тоа имаше најава дека, например, ќе биде донесен законот за плати на државните службеници, тој закон го нема. Беше најавено дека донесени се на одложена измената на новите закони за државни службеници и за административни службеници. Беше најавено во извесен период дека и дел од сите овие луѓе кои што се тука категоризирани дури и по кои се категоризирани по дејности, дека овие луѓе официјално се водат во законот како даватели на јавни услуги, бидејќи се влезени во еден апсурден закон во кој што не би требало да бидат, како што од тој закон требаше да бидат иземени судската и обвинителската администрација, меѓутоа оваа власт немаше храброст ни тоа да го направи. Значи, може би со закон ќе се регулира платите во јавниот сектор и не би имало надпревар помеѓу синдикатите по разни основи да добиваат поголеми зголемувања. Може би. Тоа за синдикатите може би првично не е добро од аспект на тоа кој работи, тој и ќе си заработи. Кој има моќен синдикат, ќе има и поголеми права обезбедени. Меѓутоа, имаме над 200 работни места на даватели на јавни услуги во дејноста култура. Сите тие, ако ги ставиме во закон, тоа на што би личало? Затоа, со колективен договор се уредуваат сите работни места, се ставаат во групи и подгрупи, каде што работниците, представувани од синдикатите и работодавачот, представуван од министерот, се договараа за тие коефициенти кои што се според сложеноста на работното место. Тука нема ништо спорно. Кој според вас, еве да хипотетички да кажеме дека најхипотетички дека може би судиката известител е во право, тогаш кој тоа би ги уредувал? Кој е тој што ќе каже, освен ако двете страни не се договорат, кој е тој што може да одмери колкав треба да биде коефициентот? Кои треба да бидат категории, бидејќи еве да не споменувам, ајде случајно отворив, има од виш кустос, виш библиотекар до првенец, во сите категории, балет, актер, оперски пејач, па ајде дувач, првенец, прва труба, прва виолина и така натаму да не ги споменувам. Тоа е материја која што се... Самиот документ вели договор, колективен договор, ние се договараме и не може никој, па ни уставен судија, да одредува колкав ќе биде коефициентот. Затоа што ние се договараме. Законот ни го дава правото, ние со колективен договор да се договориме какви ќе бидат коефициентите, односно платите. Поинаку јас не гледам логика на колективно договарање, ако некој ти диктира какви ќе бидат платите. Културата како дејност е комплексна. Баш затоа што кажавте дека има многу работни места, мислам дека сме со најголем број на работни места во целиот јавен сектор, баш заради комплексноста на задачите кои што ги извршуваат културните уметници.
Така да оваа градација што е направена во колективниот договор е согласно Законот за култура кој беше изготвен во 2014 година и таму беа класифицирани работните места и во тој каталог на работни места од МИОА, нели, како бе. И кога ние го потпишувавме колективниот договор, значи бевме принудени да се движиме во рамките на каталогот на работните места. Иако, например, знаевме дека имаше одредени, например, можеби несогласувања во како тоа се распоредени уметниците во работните места, меѓутоа тој долго очекуван закон за култура кој што требаше да биде Ако ве праша некој која е вашата званична титула, вие треба да кажете јас сум давател на јавни услуги од категорија А03, Б33. Закон за култура и ние требаше всушност да го потпишеме колективниот договор по нов закон за култура, значи онака како што ќе се договориме и да ги групираме работните места, бидејќи се случува секако што се случува во држава, па еве уште не можеме да имаме никаков нов закон. Ние значи решивме да биде потпишан на стариот закон и онака како што наложува законот, така да бидат класифицирани работните места. А коефициентите, значи ги правевме заеднички, нели, со Министерството за култура, онака како што ние како вработени во културните институции сметавме дека според работните задачи, според сложеноста и според одговорноста треба да имаат таков коефициент. Значи сето тоа е правено со една огромна анализа и не е произволно. Она што секој се пласира во јавноста и има најголем одек, а со оглед и на наративот кој што доаѓа од страна на владата е битно. 3,2. Тоа се 5 категории на првенци, да не ги набројувам сите, тоа е највисокиот коефициент. Културни работници се 2,56 тука завршуваат, се понатаму се стручни соработници. Кажувам, многу е комплицирано да се одбере нискиот коефициент, затоа што тоа веќе не се носители на дејност, туку се поинакви категории на вработени, но еве да поедноставиме најниска, највисока плата, ако е коефициентот 3,2, значи и ве молам и бруто и нето, логично, бидејќи дури и од премиерот има многу манипулации, особено кога беа во прашање судиите, што е нето, што е бруто и за износот. Значи, ако е 3,2 највисокиот коефициент, значи тоа значи 3 минимални плати. Значи, првенецот зима 3 по 2-3 минимални плати или по нашата пресметка тоа е 89.990, значи 90.000 е платата на првенецот, основната плата, а најнискиот коефициент е 1,1 или нели помножено по минимална плата и тие нели проценти што ни ги даваат од општиот колективен договор, најниската плата е 32.217. Ние како синдикат баш дека бевме нели напаѓани за висината на платите во културата, направивме една анализа во која рамка се движат платите и дојдовме до заклучок дека 70% од вработените во култура се на тие некои средни работни места од 1,5 коефициент до 2, каде што просечната плата е некаде 48.000 денари. Значи, над коефициент 2 се тоа веќе највисоки стручни звања и највисоки позиции од 2 до 3,2 коефициент и под 1,5 тоа се најниските. Колку е процентот на оние што вели премиерот и тука единствено во тој дел од изјавата можам да се согласам со него, кои што земаат плата не одат на работа? Не знам, значи тоа треба премиерот еве сака да дискутираме нели за тоа прашање и треба да се дискутира за тоа прашање, меѓутоа можеби познава некои првенци лично, меѓутоа значи тоа прашање треба да се дискутира со министерот и со директорите на институциите кои што ги поставува министерот, затоа што таквите луѓе се разбира ако постојат ги знаат директорите кои се.
и треба си има колективниот договор дава права, меѓутоа колективниот договор дава и други можности, нели, за казнување, за нели или евентуално ако некој не доаѓа на работа и за да добие и отказно решение. Меѓутоа, тоа треба да се сврти кон директорите и кон министерот. Синдикатот не учествува во тоа дали некој оди на работа или живее во странство и зима плата и слично. Господине Неделков, колку било која власт, а секоја пробува и се обидува не само и тука, има право, бидејќи колективниот договор е на ниво на закон, договор меѓу две страни, така е според устав, така е според меѓународни конвенции, колку било која влада, било кој министер, било кој премиер, има право да се повикува на наводна нејасност на одредби, непрецизност и така натаму, и во меѓувреме врз основа на наводни тие нејасноти со подзаконски акти или едноставно со игнорирање да се занемаруваат серија обврски од тие колективни договори. Меѓу другото, клучно до исплата на плата. Пред се тоа се политичари кои што имаат политички наратив и кажуваат од политички аспект и коментираат од политички аспект во однос на конкретно во ова прашање. Ама еве сега вие сте потписник на тој договор и денеска премиерот ви вели сите вие заедно со вашите колеги се понашате како да не знаете дека нашава шведска маса не е толку богата и не може од неа да земете се што вие сте си намислили. А вие не сакате да земете ништо што некој не е испланирал да го стави на шведска маса, а морал да го испланира, бидејќи и министерот за култура и министерката за финансии знаеле или требале да знаат дека за оваа година ќе им требаат толку и толку пари повеќе во образование, толку и толку пари повеќе во култура. Инаку, обратната логика како онаа на премиерот, значи ние граѓаните да кажеме, да, буџетот не е шведска маса и вие кога планирате дефицит, пазете колку планирате, а не да се задолжувате до безвес и тоа да не го прикажувате како нешто во наш интерес. Очигледно е дека ние, еве и колешката гледам, па и ние од СОНК, многу и не обрнуваме на јавни изјави и коментари на политичари кои што тоа им е работа да коментираат. Ние знаеме која ни е целта, работиме кон остварување на целта. На ваков или на онаков начин целта ни е заедничка, а тоа е колективниот договор да продолжи да функционира, да преговараме за нов колективен договор, каде што ќе ги надоградиме придобивките од членување во синдикатите и тие права на работниците да бидат што повисоки. Тоа се можеби тактики каде што можеби се обидуваат да падне моралот кај нас во синдикатот, кај вработените во културата, меѓутоа апсолутно ние цврсто си стоиме на... Има ли простор, бидејќи еве и министерот рече дека требало да седнете да се договорите, ќе го искоментирате и вие тоа, има ли и простор за нормален диалог на два партнери кога од страна на владата имате таков однос за обид на поништување? Нормално е да позицијата во услови на ваков колективен договор, преговарачката позиција биде на двата синдикати е многу посилна. Дури двата синдиката имаат и дополнителен адут. Седнуваме, отвараме преговори, тие може да траат до бесконечно, сме ја исполниле законската обврска дека преговараме и не можеме да се договориме, во меѓувреме ова подпишаново важи, дури не се договориме за нешто ново. Така. За волја на вистината, само не сакам да звучам како портпарол на министерот, за волја на вистината пред 2 дена имавме двата синдикати средба со министерот за култура, каде што неговата изјава беше дека и тој се залага за одредбите од дејноста култура да останат и да продолжат да важат, па со преговори да продолжиме да го надоградуваме тој колективен договор. Беше конструктивна средбата, имавме взаимно разбирање на состојбите, ние многу отворено нашите аргументи ги изнесовме, со самата негова сугестија или говорот на телото се остави впечаток дека министерот се согласува со нашите аргументи,
Меѓутоа, Ма министерот ги уживаше придобивките од овој закон, да не така е, забораваме. впрочем беше дел од односно беше во едниот синдикат, па во другиот синдикат и не е важно тоа можеби. Меѓутоа останува нашето право, правото на министерот за продолжување на преговорите. Сега несрекна околност би рекол е ова случување со Уставниот суд и ние се чини само би си го губеле времето да преговараме за нешто ако не дај Боже Уставниот суд донесе одлука дека некои одредби од Имате ли колективниот договор чувство, еве и двајцата, имате ли чувство дека се употребува од страна на власта оваа иницијатива, бидејќи слушаме, еве гледате и наративот е тој, еве гледате дека и Уставниот суд покрена иницијатива, значи тука нешто не е во ред. Зошто не може да се разграничи една работа? Да, може би нешто не е во ред, но се додека или не се договориме, или во случајот може би ќе реши Уставниот, или додека Уставниот суд не донесе поинаква одлука, ова е тоа што важи и никој нема право поразлично да го интерпретира и да се игра со него. Ама тоа е јасно. Јас затоа реков, тоа се политичари кои што од политички аспект си коментираат. Ние точно знаеме што сакаме и што работиме. И јас навистина не обрнав големо внимание на коментарите. Станавте имуни со времето. Па може би искуство да го прави своето, затоа што у суштина секој си го гледа својот интерес, меѓу другото и ние си го гледаме нашиот интерес. Од тука, за жал, се случи тоа што се случи, даден е колективниот на Уставен суд. Се надевам дека јавниот притисок од членството и од јавноста ќе вроди со плод, така да уставните суди мислам дека ќе се охрабрат буквално да донесат одлука во корист на колективниот договор. И на Уставот. Мораме на рекламе, па ќе го искоментирате делот и за средбата и повторно и таму оценките за политизација и бегање од договор. Атанасовска, и вашиот став околу иницијативата за потпишување на нов колективен договор, имаше забелешки дека очигледно како синдикат сте политизирани, бидејќи наспроти поканата за средба, вие сте решиле да излезете на протест. Па вака сега, ние решивме да излеземе на протест, значи веднаш откако нели беше одлуката донесена од Уставниот суд, значи да го искажеме својот револт фактички спрема таквата одлука за оценување на уставност и законитоста на колективниот договор. А средбата со министерот, значи бевме повикани на 2 дена пред одржување на протест. Значи нашиот протест веќе беше закажан, објавен, а ние бевме повикани 2 дена пред тоа на средба. Така да јас разговарав и со министерот. Министер има приоритет. Да, меѓутоа кажавме дека не можеме да го одложиме протестот, затоа што на средбата секако ќе присуствуваме, значи ќе бидеме конструктивни, ќе се договараме, меѓутоа културните работници сакаат на некој начин да го изнесат својот револт од ваквите одлуки. Тоа е во делот на Уставниот суд. Колку во тоа нарушување на односите со министерот имаат влијание и оние тужби за повторно за пресметките на плата? Оваа комисија за нов колективен договор всушност не е за нов, него анекс кон постоечкиот колективен договор, беше формирана уште минатата година и одржи само 2 состанока и после тоа прекина преговорите, баш затоа што нели настана тој проблем со исплатата на платите, со начинот на пресметка на платите. Имаше институции кои со месеци нема земено плата, не се почитува од страна на министерството, на пример, одлуки на управни одбори, каде што нели беа прифатени жалби од вработените во однос на решенијата кои што беа дадени за пресметка на плати, и така да ние во тој еден бурен период ги започнавме тие преговори за нели нов колективен договор.
договор и од синдикатите едноставно бивме децидни како можеме да преговараме нели за поголеми права, пошто нели тие преговори за нов колективен договор се со наратив да се добијат поголеми права на вработените. Значи ние да преговараме за поголеми права, а во моментот имаме кратење на одредени права на вработените. Лани на пример имавме оштетување, беа вработените оштетени со околу 3% од платата, нели баш преку тој начин на пресметка и на општиот колективен договор. Оваа година со порастот на минималната плата тоа оштетување порасна некаде за 6%. И така да лани нели беа покренати тие 800 тужби, судовите низ државата почнаа да носат присуди. Некои се за, некои се исто така апсурдни, некои веќе стана и правосилни. Да, значи имаме веќе една институција каде што имаме 8 правосилни присуди и повторно се случува истото што се случуваше и лани со институциите каде што правните одбори ги прифатија жалбите. Вработените немаат земено плата. Таа институција се уште нема земено плата затоа што Министерството за култура не сака да ги спочитува судските пресуди. И затоа што платата на вработените треба да биде исплатена согласно правосилната судска пресуда. И сега усно се даваат насоки, усно се кажува да се смени пресметката, немаме писмени докази и директорот на таа институција во моментов не знае како да постапи. Така да ќе видиме како ќе се разреши целата таа ситуација. Вработените секако треба да земат плата, веќе е поминати законскиот рок за земање на плата, меѓутоа доколку не се испочитуваат тие судски извршни нели правосилни пресуди, тоа ќе биде грубо кршење на закон. Таа институција. Колку сите овие обиди различите, пресметка на плата со упатство, наметнување на реални измислени подзаконски акти за да имаат поголема сила од колективен договор и од закон и колку овие толкувања кои што поаѓаат од една фамозна реченица став од Министерството за финанси. Прво, колку се ти во себе кријат обид да се задуши целосно колективното договарање и второ колку таа изјава, тоест таа теза за потребата од согласност како законска основа има правна основа бидејќи има само во еден проблематичен дел не проблематичен, има само во еден дел од законот за буџети, меѓутоа некако директна одредба која што се однесува на колективните договори. Јас од аспект на синдикат знам за да потпишам некаков документ, особено колективен договор, морам да имам согласност од моите членови, тоест од органот на одлучување, тоест Советот на СОНК. Додека не добијам согласност за потпишување на колективен договор, јас не можам ни да го потпишам колективниот договор. Аналогно на тоа, сметам дека од другата страна министерот исто така веројатно треба да добие согласност од некого за да го потпише колективниот договор. Така е. Според тоа, кога министерот седнал, сме се договориле, сме го потпишале колективниот договор, тука завршува целата приказна според мене. Патем да нема дилеми, зборуваме за колективен договор, мислам дека потпишаниот Хисен Хисни Исмаили 30 декември 2019 година. Честитка пред нова година. Така, беше одлична вест, тоа и помпезно ние го најавивме потпишувањето, историски колективен договор и така натака. Сега предизвикува историски маки. Одговорноста треба да се бара кај министерството, министерот, владата, тогашна и така натака, а не во синдикатот. Или апсолутно не може да се повикаме на тоа дека немало согласност од финансии, впрочем, тоа не е наша работа и не може заради тоа ние да бидеме казнети. Но ве прашувам и како принцип, бидејќи вели, ако нема согласност од министерот за финансии, па тоа значи нема да има никогаш колективно договарање, бидејќи ако ниту еден министер веројатно не би сакал
да даде кои се тие огромни надлежности на министерот за финансии, бидејќи не е законски дефинирано, не е основано, сите се повикуваат на тоа. Значи може се, може устав, може закон, може меѓународни конвенции, може се да пропадне ако министерот реши, јас не давам согласност, толку крај. Реално така и функционира системот без разлика дали е тоа добро или не е добро. Ќе ви кажам пример од претходната власт со министерот Етон Шакири, министерот за образование и наука. Ние бевме до самото подпишување на колективни договори за основно и средно образование. Финансиска конструкција се направи, министерот за образование вели волку пари во министерството ние немаме, ќе мораме да побараме Министерство за финансии, односно министерот да ни даде согласност, односно да ни даде пари за да го покриеме овој финансиски дел. И јас сум сведок, тоест ние двајцата бевме кај министерот за финансии да го браниме нашето побарување за средства. Дефинитивно, доколку со планирање на буџет за идната година не се планираат средства за колективен договор, тогаш нема пари. Затоа се користат други модалитети. Сега јас да се извинувам што не се сеќавам кој, например, кој синдикат го подпиша колективниот во високо образование, кој што беше одложен, што значи дека... беше со политичка одлука, веднаш ќе ви кажам, што викаат народски прекутрупи донесен со заобиколување на надлежностите на министерството. Оваа пракса почнува да се применува од 2021 и 2022 година. 2021 година има и обид да се направи таков правилник со кој што се кажува дека Министерството мора да даде согласност, тој правилник паѓа на Уставен суд. Потоа сите влади од 2022 година и веќе од 2023 тоа оди или во законите за извршување на буџет, каде што се дава насока дека не смеат да подпишуваат колективни договори надвор од утврдените средства, односно дека треба да се има согласност за финансиските импликации и во законот за буџети тоа е сместено во член 60. Меѓутоа таму прецизно стои дека институциите не можат да подпишуваат дополнителни договори, тоа да, меѓутоа вели дека тој член важи само при во времени ситуации, односно ограничување на трошењето на буџетските средства во воредни ситуации не повеќе од период од 45 дена. Практично ние имаме постојано повикување на нешто што законски не постои. Еве, вие во овој момент консултирате многу правници во обид да ја градите вашата одбрана или вашиот настап пред Уставниот суд, што велат правниците околу? Не постои. Вака, доволно е само да се прочита, значи, одлуката на Уставниот суд, каде што се поништува тој член од правилникот, нели, на тогашното Министерство за труд и социјална политика, каде што пишува дека е тоа спротивно на меѓународните ратификувани конвенции за колективно договарање. Значи, колективното договарање е договарање меѓу две страни. Фактички, согласност од Министерството за финансии, тоа е веќе мешање на трета страна во колективно договарање, што не го познават тие меѓународни, нели, конвенции. Така да доволно е да се прочита само таа одлука и да стане јасно дека во текот за подпишување на еден колективен договор не е потребна согласност од Министерство за финансии. А Министерството за финансии, значи, треба да ги обезбеди финансиските средства, нели, што се потребни за наредната година, дали тоа би било со ребаланс на буџет или слично, ако веќе две страни се договориле да подпишат еден колективен договор. Затоа вообичаено никогаш не важат од моментот на подпишување. Се чека ако е зависно од месецот, да тоа биде од фискалната година. Вака, ако нема мислење од Министерството за финансии, значи
Никогаш, ни до година некој нема да планира и тогаш ајде да укинеме се. Знаете како, во културата, секогаш кога се потпишувале колективни договори, еве Јаким знае, нели, веќе Сонг постои подолго време, никогаш немало финансиски средства за колективен договор. Дури и тој во 2005 година што е потпишан, тој не е спроведен согласно, нели, онака како што е потпишан. Затоа што немало финансиски средства, па се делеа маса на пари во институциите, па се потпишуваа колективни договори на ниво на институција, колку секој има маса на пари во институцијата, такви коефициенти се делеше меѓу вработените. Па така ние во културата имавме различни плати за исти работни места во различни институции. И сега тогаш тоа не беше незаконски, значи тоа никој не го спореше и не се зборуваше во јавноста, туку сега кога имаме ред, кога имаме за исти работни места, значи ист коефициент, исто ниво на плати, сега наеднаш овој колективен договор стана бидејќи доаѓаат од проблематичен. многу влади, од две различни влади, меѓутоа различни министри во клучните ресори, кои што тука се пред се труд, социјала, образование, нај атрактивните условно ресори. Колку ваквите тенденции всушност се опасни кон самиот синдикализам и кон колективното договарање како принцип, бидејќи ова го засега во бит колективното договарање. Значи, тој не би требало да постои, да си се помириме и вие во јавниот сектор, ние во приватниот, па уште повеќе, да си се помириме дека тоа е нешто недостижно за нашево општество и да дозволиме на владин и кој што сака. Па да, ако синдикатите не преговараат, нели, за висината на плата, тогаш зашто би постоеле синдикатите? Нели, сигурно не се синдикатите за делење, нели, на јајца или кашкавал и не знам што, значи треба да се борат, треба да се борат за платите на вработените. И сега, ако сето тоа се стави во закон, каде е тогаш колективното договарање? Каде е тука улогата на синдикатите? Значи се прават такви обиди, нели, да се отргнат синдикатите од овој начин на колективно договарање, затоа е и новите закони. Минатата година донесоа два нови закони. Едниот е закон за административни службеници, а другиот е закон за вработени во јавен сектор. Мислам дека сега во тие закони ја има таа фискална одржливост напишена во законот. Не, таму пишува дека платата на вработените се одредува само со закон. Значи, колективниот договор е изоставен. И пишува дека додатоците на плата може да се, нели, регулираат со колективен договор, што е тотално неуставно, нели, бидејќи уставот кажува дека платите може да се регулираат со закони со колективен договор. Тие закони два се оспорени од многу синдикати, мислам дека и вие како Сонг ги оспоривте пред Уставниот суд. Меѓутоа, таа тенденција да се отргнат синдикатите од колективно договарање за висината на плати, за да, нели, не дојде до вакви финансиски импликации, како што еве сега во моментот и вакви финансиски проблеми, каде што во моментот ги нели, создава колективниот договор за култура, бидејќи има една развојна компонента која што е добра, нели, за едно општество, го следи трендот на инфлацијата и трошоците на живот, и ваквиот начин на пресметка на платите треба да стане унифициран за сите, а не само, нели, одредени колективни договори. Идентично е прашањето за вас. Колку ова задира всушност во битието на самото синдикално здружување и особено, ајде да не филозофираме многу, во основната дефиниција на колективното договарање, ако една ваква одредба се испречува во целиот процес. Видете, пред се колективното договарање повлекува и други работи. Би рекол, многу е важно да се има искрен пристап и взаемна доверба на социјалните партнери кои што седнуваат на иста маса. Впрочем, партнерскиот однос треба да биде реален и она што ќе се договараме треба да се спроведе. Имаме ние колективни договори каде што, за жал, некои социјални партнери не се консултирани, а треба да испорачуваат средства и тогаш имаме сериозен проблем.
Од таа причина не е доволно само ние да се договориме и да подпишеме, а да не се договориме за изворот на средства. Еве пример ќе ви кажам. Имаме фантастичен колективен договор за детска заштита, за градинките, кој што го договаравме со Министерство за труд и социјална политика, каде што беа заобиколени локалната самоуправа. Сега локалната самоуправа како работодавач и директорот имаат обврски према колективниот договор, а за тоа немаат ни 1% удел во преговорите. Од таа причина велам, тоа е еден синџир, затворен синџир, спрега каде што мораме сите социјални партнери, сите фактори да седнеме. Специфичен пример тоа со дотации, блок дотации, најспецифичното нешто реално е тоа. Тама така и во образованието сега. Исто е, платите од централен буџет, сите други обврски на општината, а по устав имате еднакви услови, еднаква достапност за сите, ама една општина во центар и една општина било во Скопје или во било кој друг град во Македонија не се во иста можност да ги обезбедат истите основни материјални услови за изглед на една училница, па да не зборуваме за тоа причина велам, пак ајде да не звучам погрешно. Доколку реално немаме обезбедено средство, ние што сакаме може да напишеме, ако нема обезбедено средство за таа намена Министерството, тогаш е промашен колективниот договор. И ние можеме само со тужби да се расправаме и само штета да има и кај нас во синдикатите и на национално ниво. Ако гледаме по буџетите за тужби на некои министерство, и тоа е исплатлива опција. Уште една пауза за реклама. Влегуваме во завршница, Неелков, што очекувате? Да го трнеме настрана оној дел од Уставниот суд, што би било, кога би било. Она што е логично, не знам дали сум во право за еден синдикалец, никој не би си дозволил да влезе во преговорите, а од нив да излезе со помалку од тоа што постои сега. Дефинитивно сметам дека имаме почва за преговори, имаме атмосфера за преговори. Убеден сум дека од преговорите ќе излеземе сите како победници. Имаме заеднички интерес, колективното договарање, преговарање да продолжи, да изнајдеме сили, начин, можност да направиме уште подобар колективен договор кој што ќе биде применлив, каде што ќе покажеме дека со добра волја од сите страни ќе направиме колективен договор на радост на сите културни работници во државата. Атанасос, како имате ли разбирање дека од шведската маса мора да остане дел, премиерот да си направи меѓу другото и великденска свадба за сопартијците, или едноставно во тие преговори, еве, ова тука што е колективниот договор, ќе биде шведската маса што вие ќе ја штитите до крај? Ние ќе го штитиме колективниот договор за култура. Нема да дозволиме да и да испреговараме нов колективен договор, што секако ќе продолжат преговорите. Правата не треба да бидат помали од она што веќе сме го договориле. Ние неколку пати кажавме и на протестираат. Ние и на протестот кажавме дека ќе подпишеме колективен договор со во најмала рака истите права што ги имаме со овој колективен договор. Ако сака министерот да даде поголеми права, секако не бегаме од поголеми права. Може слободно да предложи и да даде. Меѓутоа, од овие права што веќе се стигнати, значи тоа ќе биде негативно за еден синдикат да прифати помали права од оние што веќе постојат. Така да новиот колективен договор за култура во најмала рака треба да биде со истите права кои што сега постојат. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на програмите на ТЕЛ.